Добро вечер. Следува уште едно издание на Рапорт. За 10 години осврат на политичката партија ВМРО-ДПМН за работата и делата. Кои се главните сегменти во отчетот? Што следи во специјалното јавно обвинителство и како владеачката партија гледа на изборите во јуни? Дали партијата е подготвена за избори и што очекува? За овие и многу други прашања, почитувани гледачи, ќе слушнете повеќе од нашиот вечерашен гостин, господинот Владимир Ѓорчев, председател на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците. Значи, за прв пат во Источна Македонија се отвараат фабрики. Значи, имавме транзиција и приватизација за време на СДСМ, каде што еден куп фабрики се испозатворија во секоја општина. Тоа специјално обвинителство на КТЦ Јанева е апсолутно испостава на СДСМ. Значи, тоа е еден мини штаб на СДСМ во кој што Зоран Заев е главен. Што мислите, дали КТЦ Јанева бега сега од одговорноста? Треба ли да се појавува на отчет на... Па бега. Бега, она неќе да отиде и у парламенту и сегде. Јас што гледам преку телевизија и што слушам, дека на мен ми се не допаѓа тоа неено мислење за тоа што Господине Ѓорчев, добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, поздрав до вас и до вашите гледачи. Се нево. Така. Се надевам ке имаме добра емисија со добри прашања, да одговориме што повеќе работи и што ги интересираат гледачите. Така, за прв пат една партија направи осврт на работата и на делата за цели 10 години. ВМРО-ДПМН од 2006 до денес, односно при што стави акцент на сработеното во кризниот период од 2014 па се до денес, до 2016 година. Кои се главните сегменти? Се работи на вистина за обемен отчет. Значи, обемен отчет со преку 3000 проекти, со еден куп работи што се завршени, материјал на повеќе од 300 страници. Значи, тоа човек да го напише е тешко, а не пак да го сработи, но мене ми е мило затоа што излеговме пред граѓаните, затоа што она што сме го направиле е најдобра најава и најголема обврска за она што планираме да го направиме. Значи, ние немаме ситуација во која што изминативе 25 години било која партија, освен ВМРО-ДПМН, особено во овој период, излегла со отчет пред граѓаните да рече: луѓе, ние тоа го направивме и тоа го ветуваме, имаме намера да го реализираме. Значи, обично партиите, освен ВМРО-ДПМН, значи посебно овие што сеат магла како СДСМ и слични, сакаат што побрзо да се заборави отчетот или нема што да се стави во тој отчет, да се заборави што е тоа што го ветиле пред граѓаните. Ние велиме: го направивме тоа и тоа во делот на градежништвото, тоа го направивме во делот на земјоделието, тоа го направивме за пензиите, тоа го направивме во делот на економијата, фабрики и така натаму и така натаму. Значи, би апелирал до граѓаните да го разгледаат отчетот, се работи за многу конкретен материјал, значи таксативно наброено, и мене ми е особено мило што во тој отчет има многу работи што се направени за Источна Македонија. Значи, од една ситуација каде што Источна Македонија со децении и децении, 20, 30, 40 години наназад, каде што била запоставена, сега имаме цела дузина на проекти што се направени. Кои се главните сегменти? Можеме да одиме сегмент по сегмент. Значи, за прв пат во Источна Македонија се отвараат фабрики. Значи, имавме транзиција и приватизација за време на СДСМ, каде што еден куп фабрики се испозатворија во секоја општина. Значи, дали тоа било Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, еден куп фабрики се испозатворија. Сега имаме отварање на фабрики, но уште повеќе треба. Значи, кога разговараме со луѓето велат: ајде во нашиот град има фабрика, ајде уште некоја повеќе, значи да има повеќе можности, повеќе вработување. Значи, оние фабрики кои што досега се отворени никако не се доволни, но тие се навестување дека и едноставно обврска повеќе да проложи моментот на отворање на фабрики. Ние пред ова немавме ситуација 20 години не само во Источна Македонија, во цела Македонија заборавивме како изгледа отворање на нова фабрика. Значи, автопатишта секаде се градат. Значи, гледаме се градат патишта, автопатишта, се асфалтира. Ги помагаме општините, хидросистем Зетовица, бесплатни учебници, реконструкција на патна мрежа, субвенции во аграрот, подршка за орозопроизводители, подршка за житни култури, подршка за сточарството, подршка за општините. Значи, владата на Република Македонија стои за општините. Општините имаат цела дузина
на своји проекти. Понатаму во отчетот се набројани спортските сали кои што ги имаме отворено. Значи спортска сала во Велес, спортска сала во Свети Никола, спортска сала во општина Чешиново, Облешево, градинки. Значи, така. Кога во Македонија имаме повеќе отворено градинки? Пред 10 години на ниво на Македонија вкупно имавме 15.000 градинки. Се извинувам, 15.000 деца во градинки. 15.000 вкупно. Сега има 40.000. Значи, отворена градинка во Карбинци, реконструирани градинки во Виница, реконструирани градинки во Берово, знам тогаш бевме на отварањето, во Штип и така натаму и така натаму. Значи, може уште многу да дискутираме. Знам дека потребите се уште поголеми, луѓето тоа. Значи, фокусирани сме да, значи наместо другата страна која што се видува максимално што е можно повеќе предизвика пакост и штета, ние сме фокусирани да решаваме проблеми. Асфалт, градинки, патишта, болници. Кога во Источна Македонија повеќе се вложило во здравството? Не е само овој мега деценијски проект за Штипска болница, значи кој што треба да биде центар на Источна Македонија. Значи зборуваме и за рурален доктор, зборуваме и за намалени цени на лековите. Значи фокусирани сме на она што значи проблеми на граѓаните. Значи од една страна СДСМ и ЗАЕВ се предизвикани што е можно повеќе штета да и нанесат на Македонија. Ние сме фокусирани што е можно повеќе работи да направиме за Македонија. Така, да преминеме на актуелните случувања. Што е следно во специјалното јавно обвинителство? Па таму имаме една ситуација каде што тоа специјално обвинителство на КТЦ Јанева е апсолутно испостава на СДСМ. Значи тоа е еден мини штаб на СДСМ во кој што Зоран Заев е главен. И апсолутно целта ќе биде ВМРО ДПМН, целта е политичка, но има една друга димензија која што треба да биде дел од сликата. Не може да имаме ситуација каде што секој јавен функционер во Република Македонија 25 години назад доаѓа, се обраќа пред собранието, одговара пред собранието, поднесува извештај пред собранието. Значи не може да имаме ситуација каде што и председателот на државата доаѓа еднаш годишно во собранието, премиерот со сите министри доаѓа секој месец на претенички прашања, председатели на судови и така натаму. Значи сите доаѓаат во собранието, одговараат и само Катица Јанева да биде единствениот функционер кој што никогаш нема да дојде во собранието, иако тоа нелегално собрание, како што вели таа, не се изгласало. Значи, нелегално собрание, нелегален председател на државата Ѓорѓе Иванов, нелегален уставен суд, сите се нелегални, само таа е легална. Значи, би се задржал на оној дел што значи отчетност на председателите. Во парламентот на Македонија како највисок законодавен дом на државата доаѓал и Киро Глигоров. Секоја година председател на државата, прв председател на независна Македонија. Доаѓал и Борис Трајковски. Доаѓал и Бранко Црвенковски како председател. Колку и да сме биле на различни страни, сепак и Бранко Црвенковски кога бил председател, дошол во собранието, се обратил пред претениците. Тоа е однос кон државата и граѓаните, затоа што собранието е дом на граѓаните. Ѓорѓе Иванов председателот исто така доаѓа. Значи сите тие доаѓаат, само Катица Јанева не доаѓа. Единствени луѓе пред кои што таа одговара се само некои амбасадори и таму поднесува отчет. Значи тоа е еден сегмент и вториот сегмент кој што исто така кој што мене ме загрижува и кој што е исклучително лош за државата, тоа е ако собранието е нелегално. Како што кажа Катица Јанева, значи нелегалното собрание не е за легалната изгласало. Тоа значи дека сите одлуки на собранието се нелегални. Тоа значи дека, например, одлуката за Штипски универзитет е нелегална. Тоа значи дека се нелегални факултетите на Штипскиот универзитет. Тоа значи дека се нелегални дипломите. Сите дипломи од Штипскиот универзитет на за 10 години. Тоа значи дека се нелегални поделените трактори, дека е нелегална распределбата на земјиштето. Тоа значи дека е нелегално зголемувањето на пензиите кои што ги гласаш со собранието. Значи дали утре секој пензионер ќе треба за секој месец што му е зголемена пензијата враќа пилјадарка, 2 или 3. Значи не може да имаме легално специјално обвинителство, а се друго да е нелегално и нелегалното собрание всушност да делегира легални одлуки. Или собранието е легално за се, или е нелегално за ништо. Значи проблемот е тука што Катица Јанева директно ја руши уставноста на Македонија, ја руши државноста на Македонија и го руши елементарниот поредок. Значи, ние имаме ситуација, внимавајте, година и пол, Зоран Заев вели
Не го признавам обвинителството, не го признавам судот, не доаѓа. Катица Јанева вели не е легално собранието, не е легален председателот, не е легален уставниот суд. Во Косово судот, Косовскиот суд, вели не е легално барањето за екстрадиција, оние кои што тепаа оние двајца од Косово што тепаа 5 деца, екзекутираа. Значи момчиња 19-20 години со по 20 куршуми од пола метар испукани, тие велат идете си дома, не ја признаваме екстрадицијата од Македонија. Овие диво населје кои што тепаа 8 луѓе минатата година, 8 луѓе, 15 сираци, остана и 40 ранети, значи збориме момчиња 20, 27, 25 години, со шрапнели, герли, со куршуми, со шипки на рацете и така натаму. Значи, и тие во диво населје кои што беа фатени со експлозиви, со рачни фрлачи, со митралези, тие велат не го признаваме судот. Тогаш, што се признава во оваа држава? Значи, страшно. Ако продолжи таа композиција на нарушување на поредокот, тогаш било кој полицаец може да каже не го признавам старешината. Било кој припадник на војската може да каже не го признавам офицерот. Било кој ученик во трето оделение, во пето оделение, во прва средно, може да каже не го признавам наставникот. Каде ќе не доведе тоа? Ќе не доведе во анархија, ќе не доведе во ситуација каде што се е под прашалник и ќе не однесе во многу опасна насока. Ќе може двајца комшии да рече едниот не ја признавам меѓава. Па се тогаш со лопати ќе се решаваат работи. Значи, тоа е многу опасен преседан, кој што не го засега само собранието, специјалната обвинителка, председател, го засега елементарниот поредок, суштината на оваа држава. Така, дали техничките министри се придржуваат на нивните овластувања? Техничките министри се тераат партиска работа на СДСМ и техничките министри немаат мрднато со прст за подобрување состојбите во оваа држава. Значи, еве имаме министер за финансии на СДСМ, нели, Кирен Наумов е нивниот голем економски експерт, стручњак за буџет, за економија и финансии. Ајде да видиме тој голем стручњак, најголем на СДСМ, дали донесе една фабрика во Македонија. Донесе ли едно предпријатие, отвори ли едно работно место. Значи, ние од вчера министер пола година е, 6 месеци е де факто заменик министер за финансии, но всушност е технички министер. Ајде нека отвори една фабрика. Нивниот технички заменик министер за земјоделие обезбедили откуп. Ајде 200 тони јаболка да отидат во Романија или 500 тони ориз да отидат за Турција или 100 тони млеко да отидат за Унгарија. Дали направи еден пласман, дали донесе еден откупувач во Република Македонија. Значи, еве, повели што знаеш. Фросина Ременски отворили една градинка, ни една, нула. Некој социјален центар, буквално ништо. Значи, имаат нели заменик технички министер за администрација, нели сте многу за Европа и така натаму. Донесе еден проект од Европа. Донесе ли еден компјутер во било која државна институција да рече еве, јас се борев, изработив и благодарение на моите напори, благодарение на мојата работа, во тоа оделение ќе има 10 нови компјутери. Буквално ништо. Значи, техничките министри и заменици министри се тука, значи, само да направат максимално штета, да не работат ништо, да држат 5 пресконференции дневно, но граѓаните од нив очекуваат резултати. Ајде да отворат некоја фабрика, ајде да донесат некој проект. Министерот за полиција. Значи, врвен приоритет од 11, 12, 13 хиляди вработени кај него му е да ја напреди жена сопругот на Фросина Ременски. 5 скалова назад, значи напредување што треба трае 10 години, со негов подпис трае 10 минути. Тоа ли е начинот на кој што СДСМ ќе води државата? Тоа ли е тоа ќе влеземе, ќе јадеме живи луѓе и принципот ќе влеземе ќе менуваме се од хигиеничар до министар, како што кажа Заев во Воландова. Значи, многу некомпетентен пристап и рушење на институциите однатре. Така, одлагањето на изборите, дали тоа е страф со соочување со гласачите, дали тоа е желба СДСМ само да дојде на власт? Апсолутно, значи они имаат еден пристап што полошо тоа подобро. Значи да СДСМ имаше било каква шанса да примакне да состави влада, да се приближи до ВМРО, да помогне да губи 2:1, 3:1, ние ќе имавме избори на нова година. Ми избори на сред Великден. Значи, нив јасно има дека губат,
Јасно дека немаат доверба од народот, јасно им е дека немаат доверба од граѓаните и се обидуваат тоа да го бајпасираат на овој или на оној начин. Па ќе отидат на еден коктел, па ќе отидат кај овој олеснувач. Но во оваа држава суверен е и последниот збор го има народот. Не може да се владее без народ. Дали и фантомите се изговор за исто така за Фантомскиот народов. Значи, чекајте, ние во Источна Македонија дали имало 10-20 години назад некои големи инциденти, чуда, врагови. Значи, сите знаеме во било која просторија има по 20 луѓе. По 20 луѓе. Јавно се представници од сите политички партии, јавно се бројат гласовите. Сега некој ќе каже дека не знам, во Карбенци, во Таринци, или во Зрновци, или во Чешиново, Облешево, или во Балканска, или во 8 ноември, или во Делчево, или во Тработивиште, или во Македонска каменица, или во Јакимово, или во Истибања, изборите не биле во ред. Ние знаеме и сега дека сето тоа одеднаш е фантомски народ. Значи, фантомска Истибање, и Јакимово, и 8 ноември во Штип, и цело Кочање фантомско, не, тоа не се луѓе. Кои се луѓе? Луѓе се олеснувач, некој што ни црта мачки. Некој што ни вели смените си го името. Значи, апсолутно потребни ни се избори. Не може единствено македонскиот народ и граѓаните на Македонија да бидат оние кои што ќе им биде забрането да гласаат. Значи, внимавајте, во Ирак има услови за избори, иако секој ден има по 50-100 загинати, дали на плоштад, дали на пазар, дали на фудбалска утакмица. Има услови за избори во Авганистан, каде што со магарења ги носат кутиите за избори, каде што 70% од луѓето се неписмени, каде што нема ни избирачки список ни ништо. Значи во Авганистан има услови за избори, во Конго има услови за избори, во Буркина Фасо има услови за избори, ама во Македонија македонците не смеат да гласаат. Значи тоа е една страшна теза која што му ја приреди СДСМ и Зоран Заев на овој народ. Но овој народ не му го заборава тоа. Значи, колку повеќе одлагаат, толку повеќе се засилува револтот кај граѓаните. Велат, чекајте, сакаме да гласаме. Народот е тој кој што делегира, кој што избира, кој што дава власт или зема власт, а не разноразни други. Господине Ѓорчев, вие сте и колумнист, веќе издвојан две од вашите колумни. Вели, едната гласи земјата без влада тешко може да напредува, а другата гласи одиме на избори. Еве еден краток осврт да слушнат граѓаните што точно значат овие колумни. Знаете што, значи државата мора што е можно побрзо да излезе од криза. Значи криза може да трае месец, 2, 3 или 5. Не може криза и некој да се радува и да трља раце и да вели супер одлично, длабока е кризата, уште повеќе трае. Значи, кризата не смееме да дозволиме години и пол, 2, 3 или 4, затоа што ќе удри економијата, ќе ги удри вработувањата, ќе ги удри буџетот, ќе ги удри пензиите. Значи, час поскоро да завршиме кризата, да ја привршиме, да се излезе, да се формира влада и да се тереме онака како што сите други тераат. Значи, да престане ова удирање на ножот во грб на македонската држава од страна на една неспособна, нелегитимна опозиција, која што едноставно сака да го прескокне сопствениот народ. Значи да завршиме кризата, затоа што кризата веќе премногу долго трае, со оваа криза се бркаат странски инвеститори, домашни инвеститори, значи се бркаат фабрики кои што требало да вработат 200, 300, 500 луѓе, 700 луѓе, 1000 луѓе. Ке речат, нема да дојдеме во Македонија, ке речат, ке одиме во Романија, ке одиме во Бугарија, ке одиме во Србија, ке одиме во Индија, во Малезија, Индонезија. Значи, секој еден инвеститор, која ке реши некаде да инвестира, 20, 30, 40 земји, буквално го влечат за рака, му велат, дојди кај нас инвестирај. Сега, ние сме во таква криза и наместо да имаме ситуација каде што уште повеќе работни места ќе се отварат, ние се занимаваме каков прес одржал Заев или што кажала Катица Јанева или што направил во Министерството Оливер Спасовски или Фросина Ременски или слично. Значи, или не знам кој како ни нацртал некои мачки на Фейсбук. Значи, да завршиме кризата и да се посветиме на она што се нарекуваат секојдневни проблеми на луѓето. Народот го интересираат многу конкретни работи. Отворање нови работни места, ги интересира да се вработи синот, керката, внуката, мажот, сопругат, ги интересира да се зголемат платите. Ако немаме раст на вработеността, како ќе имаме зголемување на платите? Луѓето ги интересира да им се зголеми платат 1000, 2000, 3000 денари.
Луѓето ги интересира да се довршат патиштата, ги интересира да се зголемат субвенциите. Значи, тоа е она што го интересира народот. Луѓето ги интересира асфалт од нивната улица, детето да им биде во градинка, ги интересира локални проблеми, да се направи брана, да се реши наводнувањето. Значи, ние сме фокусирани на она што се секојдневни потреби на луѓето, она што го бара народот, а другиве сакаат што е можно повеќе криза, што полошо, тоа подобро за нив. Ама народот губи така, Македонија губи. Не сме, значи, знаете што, мака ми е кога гледам што се случува во Македонија овие година и пол. Значи, затоа што не може да му биде сеедно на било кој. Не велам дека ние сме идеалните или дека немаме некоја направено грешка или дека сите проблеми се решени. Не. Но единствен начин да ги решаваме проблемите кои што реално ги тиштат луѓето, да им го подобруваме животот, да имаме легитимна влада, стабилен парламент, функционални општини, добри институции, добри министерства и така ќе има аир за луѓето, а не со деструкција, не со рушење. Така, како гледате на изборите на 5 јуни? Дали партијата е веќе подготвена? Што очекувате? Подготвени сме, очекуваме јасен мандат од страна на граѓаните на Република Македонија. Знам дека тоа мнозинството на граѓани го чувствува. Потребни ни се 61 пратеник за да не дозволиме да имаме ситуација како пред месец дена, да ни се прави ново парламентарно мнозинство. И пред месец дена се обидува да ја рушат владата. Знаеме дека се собираа потписи за одлагање на изборите и така натаму, се знае. Значи, но ВМРО ДПМН и коалицијата на ВМРО ДПМН имаше доволно пратеници во парламентот и не можеше да се помине. Значи, да не се прескокне народот, да имаме јасен мандат, да завршиме кризата и да се фокусираме на клучните економски проблеми. Значи, економски проблеми, животен стандард, плати, вработувања, инфраструктура, бесплатни учебници, помош на пензионери, зголемување на плати, зголемување на пензии. Значи, да се вратиме во нормална состојба. Очекувам на 5 јуни што е можно повеќе луѓе да гласаат, да излеземе, да гласаме достоинствено, онака што знае Македонија, да покажеме дека едноставно не е вистина она што некој го мислел за Македонија, дека ова е, не знам, територија без народ, фантомска држава или слично. Не, ова е држава со народ, држава со своји граѓани, со здравомислечки народ кој што самиот ќе составува владата, народ со капацитет за македонска државност. Така, веќе одминува времето, уште едно прашање, што следи за истокот еве? За истокот ќе има голем број на проекти, значи ќе имаме многу ќе ставиме акцент во делот на довршување изградба на патиштата. Значи, многу асфалт, локални патишта, регионални патишта, магистрални патишта, ќе имаме браната на Оризарска река, ќе се посветиме на оние тирс зони во кои што се уште нема фабрики. Например, Штипската веќе има фабрика, Кочанската има фабрика, Виница добро се пополнува, но мораме многу повеќе да се фокусираме, например, во Берово. Берово немаме нова фабрика, Берово треба да има, Делчево исто, секаде има фабрика. Значи да не прескокаме, не кажеш, го спомнам овој град, секаде има потреба од фабрики, секаде има потреба од отворање на нови работни места. Понатаму во Источна Македонија ќе се насочиме на наводнувањето, брана Зетовица, втора, трета фаза, мини хидроцентрали, значи ќе имаме детална програма која што наредниве неколку недели ќе ја презентираме. Значи ќе можат граѓаните да го видат тоа и да продолжиме со повеќе проекти за Источна Македонија. Така, господине Ѓорчев, ви благодарам на гостувањето во Рапорт. Благодарам, поздрав до сите наши гледачи. Мило ми е кога зборуваме за работи кои што се актуелни за Источна Македонија, затоа што во Источна Македонија уште многу повеќе работи треба да се направат во сите општини. Но драго ми е што работиве се тркалаат, се движат, но со фокусираност да имаме што повеќе проекти во Источна Македонија. Така. Ало. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со Владимир Ѓорчев, член на извршен комитет на ВМРО ДПМН и пратеник. Долго време одговорен за третата изборна единица, а во моментов и претседател на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците. Ви останете со нас, следува анкетата што Канал Плюс ја направи помеѓу граѓаните. Дали специјалното јавно обвинителство ја врши работата како што треба. Што
Што мислите, дали кај се јанема бега сега од одговорноста? Треба ли да се појавува на отчет на... Pa bega. Ja. Bega, ona neće da otide i u parlamentu i svegde. Ја што гледам преку телевизија и што слушам, дека на мен ми се не допаѓа тоа неено мислење за тоа што она треба директно да си го да си ја преземе работата и да си ја сноси одговорноста. Она греши со тоа, она не е за таа работа. Според нас она не е управо. Она се истера своето према него. Она е била од таа партија, отишла е на оваа партија. Бега, она се пазе. Едноставно се пазе од народот. А народот прате. Шо е, како е, шо ќе биде, шо ќе спори. Она не треба да се определува. Она треба да биде за цела Македонија. Кој има криви некој, се знака за својот. Ја ако си направам прекршок, одам на затвор. Не толерираме некоме, не. Па се некој не оплачкал, дали е Груевски, дали е Заев, дали е Црвенковски, нека се одговара. Главата не боли више, значи. Дај нека се реши тоа. Ние сме само за да гласаме, а не сме за да решаваме дали некој е виновен или не е виновен. Или дали работе или не работе стручно, и ние не сме стручни за таа работа, нели? Овде завршува уште едно издание на Рапорт. Останете со програмата на Канал Плюс. Следуваат кратките вести. Имајте пријатна вечер.